Поради коронавирусот од вчера се затворени сите стоматолошки ординации во Македонија, освен за итните случаи. Поради оваа новонастаната состојба од Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи, каде членуваат над 200 ординации од цела држава, бараат владата подитно да одели по 60.000 денари за установа, со цел да им се помогне да може да го пребродат овој период. Поради препораките на владата, разговорот со председателот на Сдруженијето го направивме преку интернет. Бидејќи со овие случувања и вака кревкиот финансиски момент во некој приоритет заштита установи ќе биде преломен и ќе дојдат на работа финансиски банкрот. Од самите тие губитоци ќе дојде до финансиски колапс на тие ординации и затоа бараме колку што е можно во рамките на можностите тие приоритет заштита установи да бидат подпомогнати со 60.000 денари. Поради можност од ескалација на коронавирусот, стоматолозите исто така бараа државата подитно да формира специјални стоматолошки тимови во секоја општина, кои ќе бидат опремени со специјална опрема и ќе бидат обучени да им дадат стоматолошки услуги на пациенти кои што би биле заболени од COVID-19. Тие пациенти кои што имаат потреба стоматолошки интервенции, не можеме да ги оставиме на немилост. Тие ќе имаат пациенти под карантина, ќе имаат пациенти под надзор, а други ќе имаат пациенти кои имаат манифестирани клинични симптоми и тие пациенти не можеме да ги оставиме со заболка сотоста. Мораме да интервенираме и тоа мора да се содейства со опремен кадар и со знаење, меѓутоа и со опрема. Во моментот со заштита опрема. Приватните стоматолози побара и стоматолошката комора да го суспендира процесот на континуирано стручно усовршување за 2020-та, како и тоа сите доктори и стоматолози да добијат по 20 едукативни бодови. Бараат и ослободување од плаќање на членарината во комората, како и ослободување од плаќање за обновување на лицензата за работа.